Стопанско-културната и меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот ориз 2012 започнуваат на 28 септември, петок, со следниве содржини. Најпрвин во Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе биде отворена изложбата под наслов Танцот на уметноста и поглед во организација на Амбасадата на Република Унгарија во Македонија. Во јавната општинска установа Библиотека Искра во Кочани ќе се одржи портрет на доктор Добре Андов, а во вечерните часови на летната сцена пред Центарот за култура ќе се одржи традиционалниот избор на жетварска убавица. Ќе настапат латиноамерикански танци од градот Казалнак, Република Бугарија, како и солистички настап на кочанката Сања Левкова. Веќе в сабота на 29 септември во Националната установа Центар за култура ќе биде отворена изложба на слики на академскиот сликар Владимир Симеонов по потекло од Кочани. На 1 октомври во 12 часот и 30 минути во Кочанската библиотека Искра ќе бидат соопштени и доделени наградите за најдобрите литературни и ликовни творби. Веќе во вторник на 2 октомври во библиотеката Искра ќе се одржи изложба на македонски народни носии од музејската збирка на Музеот на Македонија. Ќе биде пуштена во употреба и тоа објектот модерна инфраструктура и успешен бизнис и етно куќата, како и отворање на објектот еднакви во културните различности. Ќе се направи промоција на публикацијата Свети Атанас е неолитско светилиште кај селото Спанчево Кочанско од авторот археолог Илинка Атанасова. На 3 октомври во мултикултурниот центар ќе се изврши промоција на фотомонографијата за Кочани, а во вечерните часови во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажана театарска представа. На 4 октомври во 11 часот пред Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе се одржи промотивен ден на Источниот плански регион, како и отворен ден на општината Кочани. Следува и изложба од ликовната колонија Свети Пантелеймон и културно-уметничка програма. Во петок во местните и урбани заедници во Кочани со почеток во 18 часот ќе се одржат повеќе концерти, а во 22 часот во градскиот трговски центар започнува Оризовата бела ноќ, во која концерт ќе одржи Каролина Гочева, групата Теди Лајон и групата Шекспир. Во сабота на 6 октомври во општината Кочани во салата за состаноци градоначалникот Ратко Димитровски ќе одржи прием за представници од фолклорните ансамбли, а во градскиот парк ќе се одржи турнир во табла и дегустација на традиционални јадења од ориз. Во вечерните часови од плоштадот по улицата Маршал Тито со средба во градскиот парк ќе се одржи фолклорното дефиле, додека вечерта во 18 часот и 30 минути во сабота на 6 октомври е музичкиот концерт пред Националната установа Центар за култура со настап на фолклорни ансамбли и групи од повеќе држави на Европа. Во недела на последниот ден од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, најпрвин велосипедистите ќе ја реализираат трката со велосипед по оризовите полиња, а во селото Тркање на нива ќе се одржи обичај жетва. Потоа сред село ќе се направи вршидба на гумно, изложба на земјоделски алатки за обработка на ориз, народни носи и постелнини. Седенка ќе се одржи со Сузана Спасовска под наслов Ориз жнеам, песна пеам, како и фолклорен концерт и народна веселба во местната заедница Тркање. Со тоа ќе завршат годинешниве 21 Денови на